За 15% е зголемен бројот на деца што добиле невролошки проблеми за време на ковид пандемијата. Овие податоци беа изнесени денеска во прилеп на симпозиумот по детска неврологија во организација на Сдруженијето на педиатри од нашата држава со предавачи од Љубљана, Загреб и Скопје. Значи, во однос на централниот нервен систем 15% се зголеми. И тоа ви е бројка која што статистички ја барав за да ја презентирам и во Словенија, бидејќи и таму не е различно. Значи, тоа веќе е на едно глобално ниво. Ковидот го зафати целиот свет и предизвика комплетни промени. Од една страна и невролошки, децата највеќе невролошки изреагира. Вонот гастроинтестинално и невролошки изреагира. Значи, делот кој што беше поврзан со централниот нервен систем за среќа не направи да имаме лош исход кај ниедно дете до сега. И тоа е добро, но сме гледале ситуации во кои ковидот направи со своите антитела кои ги создаваше енормно различно од кај возрастниот, дури не знаевме за некој од нив, меѓутоа знаеше да направи транзиторни ситуации со дезориентираност. Епилепсијата како едно од невролошките заболувања беше темата на која што се стави акцентот на овој симпозиум. Педиатрите велат дека се потребни постојани консултации и размена на искуства помеѓу државите од Балканот на оваа тема. А особено важно било државите да ги имаат најновите лекови за епилепсија, како и отворање на еден заеднички центар за неурохирургија за сите држави од поранешното љу подрачје. Не можете ви оперирати. Имаме недостиг од детски неурохирурзи. Не може вие да оперирате едно дете, а потоа со месеци да нема никој, па потоа повторно друго дете. Треба да се има една константа. Затоа е потребно да се отвори некој центар кој што ќе го зафати поширокиот регион, како државите од поранешното љу подрачје, кој се надеваме дека ќе го добиеме наскоро. Не е важно каде ќе биде лоциран. Потребно е специјалистот кој што знае да лечи епилепсија да е достапен постојано, да нема долги чекања за преглед и државата да дава доволно лекови и секогаш на пациентите да им бидат достапни новите лекови кои што се подобри од старите. Како дел од ова беше најавена и голема реорганизација на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје со особен акцент на невролошкото одделение.